Сите вие кои ја имате слушнато приказната за Искра Донева, знаете дека таа е кратка, јасна и искрена. Впрочем, како и нејзиното име. Токму денеска ја имаме честа ексклузивно пред камерата на телевизија Сонце од своја страна Искра Донева да ни раскаже за нејзината приказна. Искра, добре дојде, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш моја гостинка. Добре ве најдов, задоволство ми е да ве прошетам низ моето мало, каде што со задоволство шетам во слободно време. Така, Искра, ти имаш доста интересна приказна од самото твое раѓање. Ајде да ја раскажеме пред нашите гледачи. Сум се родила предвремено во 7-миот месец од бременоста. Ми има породено со царски рез мојата кума, ми има извадено на раце. И ми има кажано дека толку сум се борела за својот живот, па и за животот на мојата мајка, што не можела да ми даде друго име освен Искра, затоа што ги видела тие искри во моите очи. И како судбински предодредено, таа некоја искра секогаш гори во мене, ме води напред без оглед на предизвиците со кои што сум се соочувала, како што кажа, од самото раѓање, затоа што по раѓањето ме ставиле во инкубатор, но по игра на случајноста се случило да снема струја во инкубаторот и додека се уклучи генераторот за струја, тие неколку секунди што мозокот останал без кислород, направил оштетување на локомоторниот дел за движење, за среќа не поголема штета, значи сум физички оштетена, но на некој начин се компензирало умот. Ми е бистар и жеден за знаење и за пробив и за напредок. Какво беше детството на Искра? Детството го помина во многу рехабилитации. Значи, претежно во болница, но беше разиграно, весело, полно со љубов, исполнето со надеж. Значи, бев среќно дете, весело дете и сакано дете. Така, важиш за едно од ретките дечиња со церебрална парализа кое што посетувало настава, редовна настава. Што за тебе значеше посетувањето на редовна настава, што ти овозможи истата и што истовремено ти ускрати? Тоа е многу интересна раскрсница во мојот живот, за која што пак самата се изборев, затоа што во времето кога требаше да започнувам прво оделение, значи јас веќе поминував низ тешки болни операции и прво бев советувана, значи да го одложам школувањето, да се посветам на рехабилитацијата и слично, но тоа за мене беше неприфатливо, бидејќи мојот интелект бараше повеќе. И едноставно тогаш ме запиша во болница. Меѓутоа тие часови беа импровизирани часови, така како за дечиња, јас веќе знаев и да бројам, и да сметам, и да пишувам, имав општи познавања. Така што за мене не беше прифатливо да продолжам во специјалното училиште иднина, кое што за мене тогаш беше единствена опција. Затоа се барав да ме примат во локално редовно училиште, каде што ќе можам да се дружам со другарчиња и да се развивам. Едноставно имав желба, знаете, јас често сум си доволна самата и на себе си, затоа што сум си добро друштво, меѓутоа јас сакам да се дружам и со останатите и ако ме прашате веќе така, значи имав голема придобивка, затоа што имав прекрасна учителка која што ме прифати. Имав прифаќање од средината, бев пример и мотивација за моите соученици. Тие од своите ранни години, иако слабички, малечки ученици, но се трудеа да помогнат секој колку може на некој начин. Едноставно не гледам негативности тука, освен тоа дека морав да вложам многу повеќе труд од било кое друго дете, кое физички, кое умствено, кое интелектуално, затоа што јас дури побавно пишував. Значи многу често ги губев часовите препишувајќи, стигнувајќи, пишувајќи домашни. Тоа траеше многу долго со часове, ама јас тоа со уживање го правев, значи никој не ме терал со шило, туку едноставно јас така сакав. Истражувајќи те прочитав дека ти била ускратена помошта која треба да ја добиваш како дете со церебрална парализа додека си учела во редовна настава. Да. Тогаш беа такви законите, значи се додека бев во редовна настава, значи пред мојата 18-та година,
Таков беше законот да ако си во редовно училиште смета дека не ти фали ништо и дека не ти следува помош. Тоа им беше некој репер. Ако учиш во иднина, значи си признае, нели прифатен и така. Така. Зборуваш гласно во кампањата Гласно против гласини. Кои гласини тебе лично те погодуваат или те погодиле можеби? Да бидем искрена, значи поради моето воспитување и добрата волја, значи силна волја да постигнам нешто, ретко кога сум дозволила да бидам дискриминирана или соочена со некоја гласина, освен ова кога го спомнеме, значи со училиштето или влегувањето во секоја нова средина значило на некој начин докажување. Дека на тие луѓе треба да им докажам и покажам која сум искра, затоа што луѓето не читаат мисли, знаеш. И за среќа јас тука немам проблеми да си кажам што ми треба, како ми треба и така натаму. Меѓутоа, еве, ако сега го земам, па можеби е и предрасуда тоа луѓето како сметаат дека лицата со попреченост можат или треба да живеат. Баш сега кога останав сама, чувствувам дека луѓето мислат дека треба вака или унака, јас сакам да бидам што е понезависна. Така, во една твоја изјава ќе кажеш, ние не сме заразни. Можеби луѓето уште ја немаат развиено на свест за лицата со церебрална парализа, па се уште сметаат дека ете болеста е. Знаете како? За овие 36 години од како јас постојам, нештата се имаат променето, но многу споро, многу бавно. Например, за да ти направам споредба. Например, во моје време имаше дечиња што родителите ги сокрива, ги чуваа нивните баби и дедовци некаде по селата во друг град или слично. Кој ги изнесуваа од дома, ги покриваа со јакна или со кебе, за да не ги видат соседите. Тоа беше срамно, страшно. Како да е заслуга или незаслуга на родителите, како да се родителите виновни за таа ситуација, затоа што ниеден родител не е подготвен на тоа дека ќе му се роди дете со попреченост или како да го подржи. Сега од друга страна, значи велам, направени се чекори, но се уште дури оние што ме подржуваат делумно не веруваат во тоа што се може искра, во тоа како функционира искра, во тоа искра дали треба да биде сама, дали треба подршка, дали може утре да има свое семејство, дали може да има дете и слично. Така. Знаеме дека има повеќе од 3000 дечиња во нашата држава на кои што им е дијагностицирана оваа состојба, односно церебралната парализа. Можеби најголемиот страв на ваквите дечиња е што со нив после загубата на родителите. Еве колку ти ја добиваш поддршката од твоите родители и од твоето семејство? Како што ви кажав, ни родители не се подготвени дека ќе му се случи нешто такво. Во времето во кое што сум јас родена, тогаш воопшто немало никаква поддршка за родителите, ниту институционална, ниту лекарска толку голема поддршка. Со месеци траела таа години, да не кажам дијагностицирање на нештото и сме биле препуштени на самостојна сопствена борба за се што може би изгубено и драгоцено време на некој начин, и како што пак ќе кажам, значи и самата церебрална парализа како состојба има многу подтипови, многу различни состојби, затоа треба да се има индивидуален пристап кон личностите во однос на нивните потреби и слично, значи. И со текот на времето тие се менуваат, затоа што состојбата може и да прогресира, може и да забави, може и да зависи од различни фактори како што се временските услови, рехабилитација, исхрана, стрес. Значи многу работи можат да влијаат на тоа. И затоа ќе бидам вечно благодарна на моите родители што имале доблест да ме воспитаат да се чувствувам како нормална личност, која што може да функционира и да прави се што ќе посака, единствено со одредена доза на помош или на поинаков начин. Кога бев дете, ја добивав максималната поддршка и помош и од моите родители и од моето семејство, но родителите не се вечни. За жал, и додека ги имаме не сме свесни за тоа и можеби не ги цениме доволно.
Татко ми е починат веќе 7,5 години, тој ми беше најзначајната и физичка и духовна поддршка, што умеам да кажам, јас ми беше и раце, и нозе, и срце, и душа, и се, што може еден родител да значи за едно дете. Породна мајка ми се обиде колку може да надомести, да го замени, меѓутоа таа цел живот се бореше со своји сериозни срцеви заболувања, други болести пропратни од возраста и староста. И во февруари оваа година мораше да оди на рутинско стентирање, кое што за жал се искомплицирало и таа остана со тежок мозочен удар, целосно парализирана, одземена. За среќа свеста е зачувано, но е згрижена во гериатрија затоа што е потребна 24 часовна медицинска нега, така што остануваме да се храбриме само двете колку можеме духовно и физички, и ме радува таа нејзина ведрина, дека се ќе биде во ред, дека ќе се склопат куцкички. Сигурно следила тоа од неа. Така, Искра, начално за оваа состојба, односно оваа болест, не ќе да ја наречам болест, нема лек. Меѓутоа, помагаат доста вежби, пливање, а исто така возможна е и операција, односно трансплантација на матични клетки, која што операција чини повеќе од 50.000 евра чина. Дали ти си размислувала некогаш можеби за таква операција? Што значи за тебе тој потфат? Вака, значи, како што кажав, самата состојба подразбира дека е потребна голема и постојана нега. Како што ти напомена, веќе се подразбира потребен е одмор, потребен е физикален медицински третман, масажи, базен, витамини, здрава исхрана, меѓу другото. Ова што го спомнува соматичните клетки го открив јас барајки помош за себе на интернет, како нешто што може да се направи на соматско ниво, затоа што матичните клетки се ткивно неиздиференцирани клетки кои што кога ќе влезат во организмот се прилепуваат сегде онаму каде што има оштетување. Мене моето оштетување ми го имаат прикажано како со голени жички кои прават спој. И кога јас ќе дадам некоја наредба, тогаш организмот не знае да ги распореди на целта, каде што крени рака, дигни нога. Значи, туку оди дифузно и сиот мој труд оди залудно негде таму. Сега, што е целата работа околу матичните клетки? Значи, тоа е третман кој што подразбира некаде 8 хоспитализации во рок на 2,5-3 години на раздел од 3 до 4 месеца. И таму во клиниката во Neurovita Русија, кои што се и на некој начин иноватори за таа техника и кои што најдобро си ја познаваат и работат со твои сопствени клетки кои што не може да направат никаква штета на организмот, затоа што ние сакаме да одиме на подобро, не на полошо, не на некаков ризик. Но во исто време значи дека и во меѓувреме, кога ќе се вратам јас од таму, морам да бидам подложена на интензивна рехабилитација за истите да заживеат. Значи, за самите тие третмани вкупно чинат 70.000 евра. Значи, плюс средства кои би ми биле потребни за рехабилитацијата тука, со тоа што јас не можев да се нафатам да одам на систем третман по третман. Кога еднаш ќе го започнете, мора и да го завршите. Оти се ставате во неубава позиција, нели? Едноставно се надевам дека некогаш и негде ќе успеам да ги соберам тие средства или да ги заработам, затоа што мислам дека здравието и благосостојбата немаат цена. Точно. Лицата со церебрална парализа секојдневно се соочуваат со физички бариери, како на улица, така и во институциите, па дури и во својот дом. Искра на влегување и излегување од својата зграда треба да помине дури 18 стрмни скалила, бидејќи во зградата нема лифт. Автор си на 9 книги поезија. 10. Се магистерската теза. Так. Пишуваш претежно хаику поезија. Што отсликува твојата поезија? Ајде ќе почнем од хаикото.
ми е полесно. Со хаикото како форма се запознав на факултет во втора година кога ги изучувавме старите книжевни или првобитни книжевни форми. И едноставно таму ја пронедов својата личност. Зошто? Хаикото е најкосјутлирски жанр што потекнува од Јапонија и во само 3 стиха, строго структурирана форма 5-7-5 по слогови, провејува она источна будистичка мисла за спој на човекот со природата, за поинакво гледање на нештата, некое очудување креативно или слично, кое што мене ме предизвикува. Зошто? Затоа што мојата слобода секогаш беше мојата фантазија. Се што не можев да направам во реалноста, Искра го правеше во фантазијата. Во фантазијата беше и балерина, беше и алпинистка, беше и пронаоѓач на некои нови откритија и се нешто бев и мравката која се јази по корато. Ми се допадна она кога кажуваш сакам да летам како птиците. Да, затоа што имав само еден момент во животот кога осетив таква слобода. А тоа е моментот кога после операциите успеав прв пат да застанам сама, сосема сама и да осетам како е да стоиш без да се држиш. Имам едно хаико, сакам да стојам со расширени раце сред клаци жито. Затоа што јас постојано сум навикната да се држам за нешто и го правам со многу труд, значи не од мисла, не од мозок, туку на мускули. Така, присуствуваш на доста литературни средби, читања, членство во повеќе кампањи. Дали веќе луѓето можеби те препознаваат? Знаеш како е, јас го правам тоа затоа што сакам. Го правам за себе, но и го правам за другите затоа што гледам дека на тој начин им кажувам дека можам, ако јас можам, можат и тие. Но тоа се доаѓа спонтано, како да ви кажем, еве сега после кампања во ДОПС, веројатно самата изложената, те следиме по социјалните мрежи, колку убави споделување, нели, колку убаво зборуваш, колку убаво кажуваш, нели, не мотивираш и така. Но прашањето е што е на крајот од денот, ме разбираш? Точно. Така, Искра, ајде вака да доловиме на нашите гледачи. Како почнува еден твој ден и како истиот би завршил? Значи, сега откако останав сама ми треба малку повеќе време за подготвување, дали е зимско или летно, што се вели летново ми беше полесно, напни го фустанот на тебе и за 5 минути си спремен, што се вели. Меѓутоа зимското веќе ме фаќа страв. Зимата станува околу 4:30, за да имам доволно време да се полека облечам, со многу труд, да се средам, да си ја подготвам чантата, да си го нахранам мачето, да си подготвам ужинка за на работа, да соберам ѓубре, да направам некои други работи што треба и да сочекам некој сосед да помине, да ме симне по скалите за да тргнам на работа. На работа си ги извршувам работните задачи, често пати гледам и да избегам малку до паркот, зашто ми е блиску тука и да едноставно мене ми е потребна природата околу мене. После тоа, после работа, значи, еве сега од октомври ќе почнам на физикални третмани, таму исто во геријатрија, после тоа ќе си ја посетам мама, па одам на некој културен настан, се дружам со пријателите, значи гледам да не се откажам од ништо. Тотално исполнет ден, секоја чест, Искра. А вака важиш за борец и тоа е факт. Еве, која е крајната цел на твојата борба? Пак ќе се надоврзам на оно што го кажав на почетокот, значи Искра се обидува да си го исполни животот и осмисли животот исто, па може би повеќе од моите врсници, да не си ускратам ништо. Затоа што животот не е само еден и ако не се обидеме нема да знаеме што се можеме. На сите други полења сум успеала, се школував, се вработив. Сега сакам да се остварам и како сопруга, како мајка, да имам свое семејство, да имам свој топол дом, каде што секи ми е на дофат, каде што нема многу да се мачам, каде што ќе си имам простор за многуте книги што ги имам и работен простор, каде што ќе можам да се инспирирам и да творам. Така едноставно се гледам можеби
и во странство, во некој ангажман, потоа и како инспиративен говорник. Имам исто своја невладина организација која што има за цел да ги мотивира луѓето за подобар, посреќен и поисполнет живот во сите полиња, затоа што верувам дека животот е еден баланс. Ако нешто ви фали, тоа не е добро, или ако нешто не сте проживеале, тогаш не сте живееле вистински. И едноставно, без оглед на се, без оглед на тоа што мислат другите луѓе, јас ќе се борам на овој или оној начин да си проживеам убаво тоа што ми останало, да бидам среќна и да помагам колку што можам, затоа што знам како е кога не е помогнато. Така, еве за крај што би им порачала на нашите гледачи? Која е пораката која што ќе им ја упатиме на нашите гледачи? Да веруваат во себе, да направат најдобро што можат, најдобра верзија од себе си, да не дозволуваат никој друг да им кажува кој и каков и што може. Едноставно, само тие ги знаат своите граници, своите лимити, и дека во таа смисла позитивната мисла може да направи чуда. Да се штимаат весело и позитивно, и само така ќе можат да го ожнеат денот, карпе дием, и да стигнат и до своите најголеми навидум недостижни соништа. Така, Искра, јас ќе ти се заблагодарам што беше дел од емисијата од своја страна. Ќе ти посакам да ги оствариш сите твои желби, да продолжиш да се бориш и да бидеш пример за секој од нас. Благодарам, се трудам и се надевам дека ќе имам сила да продолжам и понатака така. Така. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание од емисијата од своја страна, овој пат со Искра Донева. Ви благодарам што ме следевте. На самиот крај ќе упатам поздрав до моите спонзори: Бутик Ангелиус, кој што се наоѓа на 3-ти спрат во ГТЦ, фризерско студио Дена, кој што се наоѓа во Аеродром, и мојата шминкерка Самра и Мери.